меѓу председателите на САД и на Кина. За очекувањата, Мартин Николовски од Гласот на Америка во Дневникот 1. Мартин, повели. Стојан, добро вечер од Вашингтон. Високо на агендата Бајден-Ши е враќањето на нормалните комуникацијски канали меѓу војските на двете најголеми економии во светот. Кина ги прекина тие контакти во август 2022 година, кога тогашниот председател на представничкиот дом Ненси Пелоси го посети Тајван, самоуправниот остров, што Пекин го смета за дел од својата територија. Односите меѓу Пекинг и Вашингтон се влошија во февруари, откако председателот Бајден нареди да биде соборен кинескиот шпионски балон што леташе над Соединетите држави. Разговорите во историскиот замок Филоли, кој се наоѓа на околу 40 километри јужно од Сан Франциско, се одржуваат на маргините на самитот на Азиско-Пацифичката економска соработка. Тоа е прв меѓу Бајден и Ши, откако тие се сретнаа во Бали, Индонезија, минатиот ноември. Инаку Стојан, самитот Бајден-Ши доаѓа само неколку недели пред председателските избори во Тајван во јануари. Анкетите на гласачите покажуваат дека подпредседателот Вилијам Лај, стандарден носител на владеачката Демократска напредна партија за независност, води пред Хоу Ју Их, поранешен градоначалник на градот Нов Тајпеј и кандидат на партијата Куоминтанг, која се залага за поблиски врски со континентална Кина. Мартин, до 17 ноември е рокот за гласање на буџетот на САД. Што има ново на тој план? Да, Стојан, има ново. Многу значајна работа се случи синоќа. Со 336 гласови за спрема 95 против, представничкиот дом го одобри планот на новиот спикер Мајк Џонсон, лидер на тесното републиканско мнозинство во домот, со кој се продолжува финансирањето на некои владини агенции до средината на јануари, а други до почетокот на февруари. Сега на потек е Сенатот, кој треба да гласа за мерката за спречување на делумно затварање на владата по слична акција на представничкиот дом и да го испрати на подпис до председателот Бајден. Тековното финансирање за федералните владини агенции истекува на полноќе во петок, што значи дека законодавците и Белата куќа треба дотогаш да постигнат краткорочен договор. Исто така се очекува Конгресот да разгледа повеќе финансирање за Украина и Израел во посебни закони во наредните недели. Стојан? Мартин, ти благодарам. Мартин Николовски од Гласот на Америка за македонската телевизија. Израелската